учениците, наставниците и останатите присутни. Стварно, изненаден сум од одзивот што го има за присуството на учениците на овој настан, бидејќи учениците се тие млади кои што треба да ги пренесуваат традициите од нашето културно-историско минато. Одамна се немам обраќано пред ученици, бидејќи професијата ми е, професор по историја, меѓутоа работното место не би било такво да се обраќам пред ученици, се пред друг аудиториум, меѓутоа на учениците би сум порачал да се почитувате нашата македонска историја, нашите ликови, нашите дејци од областа на историјата, од културата, бидејќи ние како македонци сме богати со наша историја, кој што вие сте тие кои што видина треба да ја пренесувате на генерациите кои што доаѓаат. Еден од таквите ликови кои што денеска се врши одбележување на 117 години од раѓањето на 117 години од раѓањето на Ѓорги Шотрајанов, лик кој што остави длабока трага во историјата на македонскиот народ, посебно во книжевниот дел. Франкофон, професор на факултет, директор на првата библиотека во послевојна Македонија, кој што е основана во 1946 година. Кој што кажа и учениците, кои што изнесуваат дел од биографијата на Шотрајанов, тој е роден само една година пред нашиот Кочо Рацин. Детството го поминува во период на Новотурската револуција од 1908 година, Балканските војни 1912-1913 и Првата светска војна 1914-1918 година, период кога македонскиот народ, кога етничка Македонија е делена од соседите, за потоа да се врши асимилација на македонскиот народ, да биде или да биде бугари, или да биде грк, или да биде србин. Меѓутоа, отпорот на македонецот уште во тој период бил силен, еден кој што го дава отпорот против асимилацијата на македонците кои што го вршеле српските власти во тоа време, значи се однесува периодот од 1918 до 1941 година, бидејќи овека на просторите на денешна Македонија е кралското Југославија, кој што на било кој начин ја врши таа асимилација врз македонците. Шотрајанов како студент многу рано, значи, е примен и да биде асистент, да биде на филозофскиот факултет, кој што во кралска Југославија се основа тој факултет покрај да се врши образовање на младата популација во тоа време, меѓутоа и да се врши и асимилација на македонскиот народ преку образовниот систем. Бидејќи преку образовниот систем се градат личностите, се врши асимилација. Меѓутоа отпорот на македонските студенти во тоа време бил силен. Тој отпор кој што го давале против српските образовни власти и генерално против целата власт во тоа време, бидејќи он се приклучува кон прогресивните сили за борба на македонскиот народ за слобода, он често пати е сведен од политичките власти, не е затворен, меѓутоа е праќан во интернација во повеќе градови, меѓутоа пак се враќа во Велес.